нашиот Господ и Спасител Исус Христос, бидејќи од Него добиваме се, од Него сме и ова утро овде да го прославуваме Неговото име, да се поучуваме од Неговото Слово, да го прославиме со песни, со молитви, со Слово и уште некои други работи. Ќе видиме, тука имаме и гости. Ќе започнеме оваа служба со песната број 17. О нека цел свет дигне глас кон Бога, славен и царен и свет. Песната број 17. Ќе го прочитаме и псалмот број 51. Псалм број 51. Помилуј ме, Боже, поради големата Твоја милост и заради големата Твоја добрина, избриши ги беззаконијата мои. Измии ме темелно од моето беззаконие и очисти ме од мојот грев, зашто престапите мои ги знам и мојот грев е секогаш пред мене. Против Тебе, само против Тебе сгрешив и пред Тебе зло извршив, така што Ти си праведен кога ќе пресудуваш и безпрекорен кога ќе судиш. Ете, грешен сум роден, грешник уште кога ме зачна мајка ми.
Ти ја сакаш вистината во срцето и внатре во мене ме учиш на мудроста Твоја. Пороси ме со Исоп и ќе бидам чист. Изми ме и ќе бидам побел од снег. Дај ми да чујам радост и веселба, нека се зарадуваат коските што ти ми ги здроби. Одврати го лицето свое од гревовите мои и избриши ги сите мои беззаконија. Создај чисто срце во мене, Боже, и нов и прав дух стави во мене. Не отфрлај ме од лицето свое и светиот дух Твој не одземај го од мене. Врати ми ја радоста на спасението од Тебе и благороден дух зацврсти во мене. Тогаш ќе ги научам престапниците да одат по Твоите патишта и грешниците кон Тебе ќе се обраќаат. Ослободи ме од пролеаната крв. Боже, Боже на моето спасение, и јазикот мој ќе пее за Твоето избавување. Господи, отворија устата моја, и устата моја ќе ја објави похвалата Твоја. Зашто жртви не ти се мили, кога би ти принел сепаленици, ти не би ги примил. Жртвата пред Бога е срушен дух, срце понизно и смирено ти, Боже, не отфрлуваш. Господи, направи му добро на Сион, според благоволието свое обнови ги ѕидовите ерусалимски. Тогаш ќе ти бидат угодни жртвите на правдата, вознесувањата и жртвите сепаленици, тогаш на Твојот олтар ќе пренесуваат телци. Амин. Нека сега да се исправиме и да му благодариме на Бога. Татко Небесен, и ова утро доаѓаме со благодарност кон Тебе. Доаѓаме овде да искажеме нашата благодарност за тоа што се што имаме е од Тебе. Ова утро што сме будни, што сме здрави, што имаме сили, и тоа е дар од Тебе. Ова утро што можеме овде да се собереме околу Твоето Слово, околу таа духовна храна, и тоа е дар од Тебе. Господе, воздухот кој го дишиме, и тоа е дар од Тебе. Татко Небесен, ние со ништо не можеме да се отплатиме на сето оноа што Ти ни го даваш. А најмногу за тоа што го даде својот син да умре на крстот, да ги отплати нашите гревови и ние да бидеме слободни, ослободени од нашите гревови. Господе, Ти благодариме од се срце. И Ти не води, Господи, да не се оддалечуваме од Твојот пат, да не залутуваме, но да Ти служиме искрено и верно до крајот на нашиот живот. Господе, Ти си ни потребен секојдневно. И ова утро Те молиме за Твојот благослов на Твоето Слово. Ти зборувај, Господи. Ти ни кажи тоа што го мислиш за нас, тоа што имаш да ни го кажеш на црквата во Колешино. Бидејќи, Господи, само Твојот збор е вистина и важно за нашите души. Господи, упоменувај не, обновувај не, карај не и поучувај не, за да можеме да одиме по патот кој Ти си го определил. Те молиме, Господи, за Твојот благослов на секој еден, па и на нашите гости, на сите тие кои слушаат надалеку и се наши пријатели, браќа и сестри. Те молиме за Твојот благослов. Те молиме за тие кои што се болни, стари, слаби и не можат да дојдат. Биди и со нив и ова утро. Те молиме, Господи, за нашето село, за нашите луѓе овде околу нас, да им ги отвориш очите, да можат да Те видат и да можат да дојдат при Тебе. Те молиме, Господи, за нашиот народ, за нашата земја, за нашите власти, да Ти ги благословиш и да им даваш мудрост,
да знаат да управуват, за да имаме мирен, спокоен живот. Нека е слава на Тебе, Господи, во името на Исуса Христа. Амин. Како втора песна, ќе изведам песна број 318. На Господ што да дадам јас, со што да отворам песна број 318. Ова утро сме соберени
Како и секогаш, но ова утро имаме и гости помеѓу нас, кои се дојдени од Холандија. Имавме и порано гости од Холандија. Сега е ова нова група. И вчера така си размислував и со мојата жена разговаравме. Некако ние сме поврзани со Холандија. А зошто? Овие Библии што ги имаме овде на клупите се од Холандија. Доаѓа едни мисионери овде од Холандија, поодамна, беа повеќе пати овде, и не праша што ви е потребно. И јас им кажав, немаме Библии. И навистина овде во Македонија немавме Библии, и тие се заангажира, го зема тоа при срце, и најдоа некои донации таму во Холандија и ни отпечатија 40.000 Библии овакви и уште, мислам, 12.000 од само Новиот Завет, и тие се печатени во Холандија и беа донесени овде и ние ги раздадовме низ цела Македонија, така да многу луѓе во Македонија читат од тие Библии. И сега кога некој доаѓа од Холандија ни е мило, затоа што сме на некој начин доста поврзани. Јас нив не ги познавам, но затоа сега ќе ги замолам они да се представат, да ни кажат од каде се, кои се, што се, а можеби и ќе ни испеат некоја песна. Dear brothers and sisters in Jesus Christ, Драги браќа и сестри во Исус Христос, thank you very much that we can enjoy your service here. ви благодариме многу што можеме да уживаме во ова служба денеска со вас. We are a group of Dutch and we are enjoying our holidays here in Australia. Ние сме една група од Холандија и уживаме во нашиот одмор во Македонија. We are a group of Christian friends and we thank you that we can be here and we bring the greetings to the church in the Netherlands. Ние сме група од христијани од Холандија и за таа прилика носиме поздрави од нашите цркви во Холандија. Благодариме. I don't know your language, but thanks for the translation. Ние не го познаваме вашиот јазик, но ви благодарам за преводот. But we will sing a song now for you, and the meaning of the song is Ќе испееме една песна за вас, а нејзиното значење е together in the name of Jesus we sing a song because we know the Spirit speaks all languages. заедно со Исус пееме песна, затоа што неговиот The Spirit speaks all languages. затоа што Духот ги зборува сите јазици. So we have the same Lord, Jesus Christ, we have the same Spirit, and so even we don't speak the same language in Jesus Christ, we are bound. Thanks. Иако сите ние зборуваме со многу различни јазици, но еден е нашиот Господ Исус Христос и Духот не зборува сите заедно. Амин. Love the district of the town,
Не знам дали имат они пробано, бидејќи тоа не беше закажано или договарано, ама испеа многу добро. Нека Бог ги благослови. Сите сте поздравени во името на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Сега поминуваме на Словото Божие. Ќе прочитаме од Евангелието од Матеја, 4 глава, од 1 до 11 стих. Евангелие од Матеја, 4 глава, од 1 до 11 стих. Тогаш Духот го одведе Исус во пустината за да биде искушуван од ѓаволот. И откако постеше 40 дни и 40 ноќи, најпосле огладе. А кога се приближи до него, искушувачот му рече: ако си син Божи, заповедај овие камења да станат лебови. А тој му одговори и рече: напишано е, човек не живее само од леб, туку и од секој збор што излегува од устата на Бога. Тогаш ѓаволот го одведе во светиот град и го постави на стрејата од храмот и му рече: ако си син Божи, скокни од долу, зашто напишано е, на ангелите своји ќе им заповеда за тебе да те запазат и на раце ќе те земат, за да не си ја сопнеш ногата од камен. А Исус му рече: напишано е исто така, не искушувај го Господ твојот Бог. Потоа ѓаволот го одведе на многу висока планина и му ги покажа сите царства на светот и нивната слава и му рече: сето ова ќе ти го дадам, ако паднеш и ми се поклониш. Но Исус му рече: бегај од мене, Сатано, зашто е напишано: на Господ твојот Бог да му се поклонуваш и само нему да му служиш. Тогаш ѓаволот го остави и веднаш дојдоа ангели и му служеа. Познат текст, читање многу пати, но секогаш, ако го гледаме Исус пред нас, можеме многу од него да научиме, да учиме како треба да живееме, како треба да постапуваме, како да се однесуваме во нашиот живот. И ова е еден пример за нас. Исус преку тој пример зборува за нас, не за самиот себе. Ние во нашиот живот, кога нешто сакаме, правиме се за да го добиеме. Или кога сме болни, некои го бараат лекот на секаде да го најдат за да можат да оздравеат. Па ако треба ќе отидат и до крајот на светот. Ако таму постои таков лек кој ќе им даде здравје. И ние се трудиме и се бориме тоа да го постигнеме. Гледаме понекогаш на телевизија како во Америка на црн петок луѓето спијат пред продавници. Само да го купат тоа што им е на нив омилено, потребно и по многу ниска цена. Значи се трудиме да постигнеме тоа што го сакаме. Но кога е во прашање спасението, некако луѓето се однесват различно. Исус нуди многу, дава се, вечен живот, живот во кој ќе нема ни болести, ни тага, ни жал, ни смрт, а луѓето се рамнодушни. И тоа е многу интересно. Ама тоа е многу важно за нас. Дали ние, кои се нарекуваме христијани, сме рамнодушни? Или нашата цел е да го достигнеме небесното царство? Што се случуваше?
Исус беше однесен во пустините и гладуваше. 40 дена и 40 ноќи. И тогаш дојде сатаната и го фати баш на тоа кога е гладен. Може ли човек да биде погладен од 40 дена? Ние некогаш се жалиме ако не јадеме еднаш, два пати, па цел ден е многу, а 40 дена и некој да ти вели за храна, а ти да ја одбиваш, тоа не беше лесно, нели? Камењата може да станат лебови и тој слободно да јадеше. Што значише тоа искушение од кое ние денеска можеме да се поучиме за самите нас? Тоа е дека храната е искушение за многу луѓе. Денеска луѓето сакаат да имат храна, да јадат, да пијат, да уживат. Не помалку и христијаните. Многу е важно што ќе јадеме, колку ќе јадеме, каде ќе јадеме, што ќе пиеме и така натаму. И многу лесно паѓаме на тоа да храната не искушува нас. И по секоја цена сакаме да ја имаме во изобилие околу нас. Имаме еден таков пример и во Библијата, каде што еден му се роди многу и каде што рече што? Душо, сега имаш многу, јади, пи, уживај. Како да е тоа нешто најважното во животот, да имаш доволно храна, да јадеш и да пиеш. Второ нешто, за кое Исус беше искушуван, сатаната го однесе на стрејата од храмот и му рече фрли се од овде, зашто е пишано дека ангелите ќе те зачуваат, ќе те фатат во рацете и нема ништо да ти стане. Што тоа за нас значи? Кое е едно големо искушение за сите нас? Тоа е здравието. Нашиот живот. Денеска гледаме по телевизии, по списанија, по интернет, како здраво да живееш, како подолго да живееш, како поубаво да живееш. Ако си здрав, сигурно ќе живееш подолго. И така луѓето одат до тие крајности, барат такви храни, кои ќе им го продолжат животот. И тоа е едно големо искушение и за христијаните, затоа што и ние потпаѓаме под такви влијанија. Што јадеме, како јадеме, што се лекуваме, како се лекуваме, како да лекот е нешто што гарантира вечност. Ќе кажам за еден пример во Библијата за една жена, сигурно се сеќавате на тоа. Таа беше болна од истекување на крв и таа сакаше да се допре до Господ Исус Христос. И кога се допре до Него, и кога Исус праша кој се допре до мене, таа што рече? Господи, јас сум болна веќе, дали беше 12 или 18 години, одев кај сите доктори, го дадов целото свое богатство, имање што го имам, за да бидам излекувана. Но никој не ме излекува. И сега дојдов при тебе, затоа што слушнав дека ти лекуваш. И навистина беше излекувана. Такви грешки правиме и ние христијаните, бараме секакви доктори, секакви лекарства,
Наместо најпрво да го бараме Господ Исус Христос, кој е лекарот над лекарите. Наместо прво до Него да се обратиме, ние пробуваме на секаде како таа жена и најнакрајот кога нема надеж, тогаш бараме милост од Бога. Тоа е искушение за сите нас. Кога сме болни, зошто Господи сум болен? Зошто Господи сега сум во таква состојба? Ќе видиме примери кои зборуваат за тоа дека така не треба. Одиме на третото искушение, каде што Исус беше однесен на многу високо место или планина, а јас би рекол тоа може да биде и Монт Еверест, нели? За да ги видиш сите царства и богатства и убавини во светот, мора да се искачиш на нешто највисоко, а денеска тоа е Монт Еверест. И кога беше таму однесен, што му рече Сотоната? Ги гледаш ли сите тие убавини, тие богатства, тие царства? Падни, поклони ми се и сето тоа ќе ти го дадам. Тоа е третото искушение и за нас. Славата и богатството се многу големи искушенија не за светот, за христијаните. Ќе направиш се за да дојдеш до слава или до богатство. Сотонот тоа го сака. Да ние го занемариме Бог, да го запоставиме Бог и да се стремиме кон славата и кон богатството. Да успееме во тоа како чили тоа е најважното, а Словото вели ништо не можете да понесете со вас, ама баш ништо. Колку и да имаш, кој и да си во овој свет, ништо не можеш да носиш со себе. Исус преку тие искушенија сакаше да покаже дека и ние ќе поминуваме низ тие искушенија, но тој ги помина најголемите искушенија. Ние поминуваме низ помали искушенија, но дали ќе обстоиме, дали ќе паднеме под тие искушенија или ќе стоиме цврсто. Ние 40 дена не сме гладували, од високо не сме паѓале, ама да ни кажат, еве струмичка околија некој ќе ви ја даде, цела да биде ваша, дали ќе обстоиме на тоа да го прифатиме. А зошто? Само да се поклониме. Некој може би ќе рече, јас во срцето си верувам, ако го направам, тоа не значи ништо. Јас ќе продолжам да си верувам. Ама Исус тоа не го направи. А зошто? Што представува кога ние се поклонуваме? Прво Словото вели тој падна, му рече да падне. Не да стои прав, да падне на земјата на колена, а тоа покажува понизност, дека другиот е над тебе. И ние знаеме од филмови, кога гледаме како кога некој ќе дојде пред царот, тој мора да клекне на земјата, за да покаже дека царот е
нешто повеќе од него. И ако не клекне доле на земјата, може да биде и убиен. За тоа што не покажува понизност пред царот. Клекнувањето на земјата е понизност. Второто нешто што Господ Исус Христос требаше да го така наводно направи, беше да се поклони. Да падне на земјата и да се поклони пред сотоната. И мудар е сотоната, може би тоа во очите на луѓето не изгледа ништо, но со самото поклонување требаше на сотоната да му отдаде чест, да се понижи пред него и да му отдаде чест на сотоната, и тогаш сотоната ќе беше над Господ Исус Христос. Што значат тие две работи? Понизноста и честа. Тоа значи покорност. Човек постанува покорен пред другата личност. Секој оно што не се покорува, ќе биде казнат. Но планот на сотоната не успеа. Тоа му беше предпоследна шанса да го победи на Господ Исус Христос. Бидејќи тој проба како дете да го убие, сега пробува на друг начин да го понижи, за да тој се издигнува, и третото е кога го стави на крстот. И последно. Но ние сега сакаме да се поучиме од тој пример, што е важното за нас како христијани во нашиот живот во однос на Бог. Ако тоа на сотоната му беше толку важно, ако сотоната сакаше да го постигне тоа на секој начин, тоа значи и за нас дека е многу важно. Прво ќе видиме некои примери од Библијата кои ни се дадени во Библијата, за да можеме некако сликовито да се поучиме и да разбереме што значи таа почит и понизност пред Бога. Кога израелскиот народ излезе од Египет, се наоѓаше во пустињата и уште не беа влезени во ханаанската земја. Ја се извинувам. Господ му рече на Мојсеј, прати луѓе во ханаанската земја да ја обиколат целата и да видат каква е таа земја, што јас ви ја ветив, бидејќи Бог рече, тоа ќе биде земја каде тече мед и млеко. И така Мојсеј прати такви извидници и тие беа 40 денови во ханаанската земја, ја обиколија, ја разгледа и сватија дека таа земја е навистина таква какво што Бог им обеќа. И тие донесоа плодови пред луѓето да покажат колку е навистина е богата таа земја. Но кога се вратија сите, рекоа да, земјата е богата, многу богата, но во таа земја живеат огромни луѓе, големи, и ние сме споредени со нив како скакулци. И како ние ќе ја освоиме таа земја? Ние ќе изгинеме таму. Ние ќе бидеме уништени. И сите се уплашија. Само двајца рекоа, се покорија пред Бог и рекоа дека Бог ќе им помогне да ја освојат земјата, без разлика на опасностите. И тие ги видуваат тие луѓе. И они знае дека се ништо спрема тие луѓе.
Но рекоа дека со Божјата помош ќе влеземе во таа земја. И што се случи? Бог рече, секој што е над 20 години нема да влезе во таа земја. Ќе умрат во пустињата и нема да влезат во таа земја, а ќе влезат само Исус Навин и Халев, бидејќи тие му се покорија на Бог. Не само поверуваа. Тука не беше во прашање само поверуваа, но се покорија на Бог. Зошто Бог така обеќа, ќе ве внесам во таа земја и ќе ви ја дадам. И тие тоа го прифатија. И така, само они влегува во таа земја. Друга личност во Библијата која ни е опишена, тоа е Данијел. Од царот беше издадена заповед, не смееш на никој друг Бог да се поклонуваш и да се молиш, освен на царот. Данијел ја знаеше таа заповед. Беше близок до царот и знаеше каква е таа наредба, а казната беше смрт со фрлање во јама на лавови. Данијел знаеше дека ако продолжи да се моли, сигурно ќе го видат, сигурно ќе дознаат и ќе биде казнат. Беше сигурен во тоа. Казната беше смрт. Но Данијел продолжи да се моли. Тој беше подчинет на Бога, покорен на Бога, послушен на Бога. И тој продолжи да се моли 3 пати на ден со отворен прозор, да може да го видат. Знаеше дека ќе умре. Ние, кога се бориме за нашите болести, знаеме дека можеби ќе умреме, ама сакаме по секоја цена да се спасиме. По секоја цена да продолжиме малку од животот. И бараме начини секакви за да стигнеме до тој лек. А Данијел знаеше дека ќе умре. И не се плашеше. И така беше фатен на дело, беше осуден на смрт во јамата со лавови, но гледаме како Бог го избави. Како Бог го заштити, го избави на место него, беа фрлени тие што го предадоа, тие беа изедени од лавовите со целите нивни фамилии. Имаме уште еден важен пример за кој сакам да кажем ова утро, а тоа е разбойникот на крстот. Имаше двајца, едниот беше полек на умот и што велеше? Ако си син Божи, слези ти од крстот, спаси не и нас. А другиот што рече? Господи, кога ќе дојдеш во царството свое, сети се на мене. Тој разбойник не бараше да биде спасен од крстот. Знаеше дека ќе умре. Ама знаеше и зошто ќе умре. Затоа што беше разбойник. Знаеше дека таа казна го следува и ја заслужува. Но тој се покори на Господ Исус Христос и му рече: Господи, сети се на мене.
Ние денеска луѓето знаеме дека сме грешни. Ги знаеме нашите греови, колкави се и што се, и не бараме милост. Тој разбойник пред самата смрт не направи ништо, но го издигна Господ Исус Христос како свој Бог. Кога ќе дојдеш во Твоето царство, сети се на мене. Многу едноставен пример и многу често пати се употребува, бидејќи ние мислиме дека треба нешто да направиме за да добиеме спасение. Но овој пример ни зборува дека ние треба да се покориме пред нашиот Бог. Да бидеме покорни. Не да веруваме со нашите умови. Исус во Матеј 6 глава 24 стих таму вели: Ајде да го прочитаме. Никој не може да им служи на двајца господари. Зашто или едниот ќе го замрази, а другиот ќе го засака, или кон едниот ќе се приврзе, а другиот ќе го презре. Не можете да им служите на Бога и на мамона. Не можете. Одговорот е јасен. Не можете. Што значи да служиш на едниот, а на другиот да не служиш? Денеска има таква бројка која вели, ако имаш 51%, а другиот е 49%, тој е главниот. Така е во фирмите, во бизнисот, кој управува со некоја фирма. Треба да има 51%. Ако е 50-50, и двајцата се исти. Но при Бога тоа не важи. А што мислите ако е 60-40? На кого ќе служите? И тоа не важи. Ако е 70-30, и тоа не е во ред. 80-20, ќе речеме голема бројка е. И тоа не важи. Ако е 90-10, може би, нели? Но и тоа Бог не го прифаќа. А може би ако е 99-1, Бог ќе го прифати. Не. Пред Бога важи само 100%. 100% треба да му служиме на Него. Бог не дели со никој. Бог нема намера да дели со никој. И не сака да дели со никој. Затоа што е единствен. Само Он е Бог. Он е Создателот. Он е Семокниот. И во Словото ни вели, бидете свети. Не бидете малку свети, или малку повеќе свети, но бидете свети. А свети е 100%. И ние често пати знаеме да кажеме, ние сме слаби, ние сме грешни, и ние не може да постигнеме до тоа да бидеме свети. Ама ние ја знаеме нормата која е. 100%. Бидете свети. Тоа значи дека ние не треба да си дозволуваме да грешиме, и Словото ни вели не грешете, што значи треба секојдневно ние да се поправаме, да растеме, да се усовршуваме. Немаме оправданија за нашите постапки. Бидете свети, како што јас сум свет, вели Господ Исус Христос. И гледаме ние во самите ученици, како тие се трудија во својот живот да живеат свет живот, праведен живот, и да не го посветуваат своето внимание на храната,
да не посветуват своето внимание на здравието. Апостол Павле често пати беше тепан, затваран, измачуван, до смрт каменуван и уште што ли друго не доживеа и не се жалеше и не велеше зошто Господи јас треба да страдам. Стефан кој го каменуваа со камења и умре на крајот, не се бунеше. Знаеше дека ќе умре. И не се жалеше пред Бога да рече: Господи, зошто? Јас сум праведен, јас сум добар, јас сум, ти служам на некој начин. Прашањето е денеска дали ние сме покорни на Господ Исус Христос. Дали јас во мојот живот го слушам Господ Исус Христос? Или јас слушам својата совест и желба, што сакам јас во животот? И на крајот, како ние му служиме на Бога? Како ние му служиме? Со што му служиме? Само со тоа што ќе дојдеме овде? Само со тоа што 1 саат ќе седиме овде? Како ние во нашиот живот му служиме на нашиот Бог? Нека добро да се запрашаме. Нека добро да размислиме. Дали се трудам јас 100% во мојот живот да му служам на Бог? Оној што е роб или слуга, тој треба да служи. Господ Исус Христос нас не ослободува од робството на гревот. Ама не ослободува да продолжиме да правиме гревови. Он не ослободува од робството на гревот, а не прави слуги или робови негови, да му служиме на него. Може би некој ќе рече што е разликата од роб во роб. Ако погледнеме, Израел беа во робство египетско, како живеа, беа измачувани, беа убивани, понижувани, нема слобода. И кога Бог ги извади од тоа робство, ги направи негови робови, негов народ, како живеа? Не се трудеа воопште, живеа слободно. Бог им даваше храна. Бог ги штитеше од сонцето. Бог им даваше светлина ноќе. И на едно место пишува, вели: Јазве поминав низ земја, низ која никој не поминува. Бидејќи таму не се раѓа ништо, бидејќи таму никој не живее, а јазве поминав низ неја. Може да замислиме како Бог ги чуваше и се грижеше за нив. Дали се чувствува како робови? Не, тие се осеќаа слободни. Беа слободни. Само требаше да го слушат Бог. А Бог се правеше и се грижеше за нив. Тоа важи денеска и за нас. Ако ние сме Христови робови или слуги, Тој се грижи за нас, Тој не чува, Тој не пази. Тој е нашата сигурност. И за тоа, драги браќа и сестри, нека длабоко да размислиме во нашиот живот. Дали
седиме на едниот стол или на другиот. Не можеме на двата да седиме. Ако го сакаме Бога, тогаш треба со сите своји сили да го достигнеме тоа. Како што се трудиме да нешто достигнеме во нашиот живот, така да го достигнеме небесното царство. Се да биде ништожно во овој свет за нас, наспроти Господ Исус Христос. Ама се што ние мислиме дека вреди во овој свет, пред Бога е ништо. Како што доаѓаме голи, така ќе си одиме и голи на небото, но само разликата е што едните ќе бидат во рајот, другите ќе бидат во пеколот. А ние треба да се одлучиме. Ние треба да го избереме на кого ќе му служиме. Нека Бог ве благослови и ве води во вашите мисли, во вашите срца, да го изберете правиот пат. Слава на Бога. Нека да се исправиме и да му благодариме. Татко Небесен, ти благодариме за Твоето Слово, кое јасно не упатуваш дека само на Тебе треба да ти служиме. Бидејќи ти си вистинскиот Бог, ти си Создателот, ти си тој кој управуваш со Вселената, ти го определуваш времето и денот, кога сето ова ќе сврши, кога овој живот ќе престане, и тогаш отворено ќе можеме да те видиме лице во лице. Господи, ти не упоменуваш да се припремаме, да сме подготвени за таа средба со Тебе. Да донесеме јасна одлука, дали те прифаќаме и ќе ти служиме на Тебе, или ќе продолжиме да бидеме лицемерни, да служиме на двајца господари. Татко, ние знаеме дека при Тебе нема лицемерие, при Тебе нема шала. Ако можеа во пустињата да изгинаат и илјадници души, а да останат само двајца кои ќе влезат во ветената земја, така ќе биде и денеска, илјадници, милиони, милиарди може да бидат во пеколот, а само малечок број да биде во рајот. Бидејќи ти ги поставуваш правилата, законите и границите. И никој не може да отстапува од тоа. Господе, ти си праведен, добар, свет, но не трпиш грев и не сакаш грев. И затоа ни даваш време, простор, можности да се покаеме пред Тебе и да бараме милост од Тебе. И ти си обеќал дека нашите гревови нема да бидат покриени 50%, но ќе бидат 100% очистени и ќе бидеме оперени од крвта на Господ Исус Христос. Господе, фала ти за таа жртва, фала ти за тоа што го плати ти казната за нас. И ние може да бидеме слободни, да бидеме ослободени од гревот, кој не притиска се подлабоко и подлабоко во пеколот. Татко Небесен, нека е слава на Тебе, води не и управувај со нас и понатаму и грижи се за нас. Те молиме во името на Исуса Христа. Амин. Сега, пред да испееме таа песна, третата што ја гледате, сакам да испееме една песна што ја има во песнарките за младите,
Некои што ги имате телефоните, може да отворите 216 број од младинската песнарка, а песната некој ја знаете и се вика "Се одлучив јас да одам по Исус". Би сакал да ја испееме таа песна на кратко. Бидејќи ја нема во тие песнарки, а знам дека ја знаете песната. Се одлучив јас по Исус и назад не се обрекам. Версија 16. Кој други нешто? А сега ќе свиме песната број 325. Светот Синјот се сака да свети во секој час.
Сега децата ќе ни кажат стихчето. Браво, деца. Нека Бог ги благослови децата. Сега да најавиме за следната недела. Следната недела е благодарствен ден, како што кажавме. Сите сме поканети на тој ден да дојдеме не само на црква, но и да останеме заедно, да секој по нешто да донесете, да може да се почастиме, да имаме заедништво помеѓу себе, бидејќи како што духовната храна не поврзува, така и телесната знае да не поврзе, да бидеме заедно и да се радуваме, да благодариме на Бога тоа што тој не благословил. Бидејќи Бог ни дава, Бог не благословува изобилно, и ние нашата благодарност треба да ја покажеме со тоа што и ние даваме за Бог, со тоа што ние служиме на Бог и со тоа што може да имаме заедништво едни помеѓу други. Така да следната недела поканете и други ако сакат да дојдат, да бидеме овде. Проповедта ќе не води Коста Милков, ќе биде овде помеѓу нас. Така да ќе имаме, се надевам, убава, пријатна недела. Сега за крај ќе испееме песната број 335, с тоа ќе завршиме. А после тоа нашите гости може да останат овде. Може да имаме кафе, чај, да разговараме, да ги питаме нешто, да знаеме нешто повеќе за нив. Така да, ако имат време, ако сакат, можеме да останеме и да имаме со нив заедништво. 335 број. Живеам свет кој не те познава. Кој не те познава, барања снегот и рока, но нека миња снегот на рока, кај да одамо Боже мой, кај да кај да одам, да најдам мир за духот свой. Потребен ми е добар пријател, кај да
душата. Кај да одам, да најдам мирта духот свој. Помне ми е добар пријател, кај да одам, о Боже мој. За нашите гости, пријатели, им посакувам, не знам до кога остануват, Бог да им даде убаво време да си поминат убаво, да се вратат дома здрави и живи, да ги носат нашите поздрави до Холандија и да кажат дека во Македонија таму далеко има христијани и кои се благодарни за тоа што го добиле некогаш од Холандија. Благодарам и на вас за учеството. Нека Бог сите да не води, да не чува и преку таа недела, да ни дава здравје, сили, да ни дава мир, радост и одново да можеме да се собереме, да бидеме заедно овде и да го славиме Бога. Службата е завршена.